Добро вечер со топ тема на ваша страна. Стигматизирани или маргинализирани? Каква е позицијата на припадниците на ЛГБТ заедницата во Македонија? Дали македонското општество е се уште оптоварено со стереотипи за овие прашања? Која е улогата и одговорноста на политиката и политичарите? Положбата на ЛГБТ заедницата помеѓу општествените стереотипи и политичките и религиозните догми? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираме со Бранко Маноиловски, пратеник на ДУИ, Владко Ѓорчев, пратеник на ВМРО ДПМНЕ, Ивана Туфегич, независен пратеник и Ирена Цветковиќ, ЛГБТ активистка. Останете со нас. Неодамна една изјава на пратеникот Маноиловски од ДУИ покрена дебата помеѓу неговите колеги во парламентот. Реакциите се различни. Секако ова стана и повод за дебатирање и на социјалните мрежи. Правата на ЛГБТ заедницата во Македонија ретко се на програма, односно ретко се дебатира на оваа, можам да ја нарачам се уште табу тема. Затоа им благодарам на моите гости, господинот Ѓорчев, Цветковиќ, Туфегич и Маноиловски, што вечерва се во топ тема на ваша страна да разговараме токму за ова. Господине Маноиловски, неодамна во парламентот изјавивте дека немате ништо против во Македонија да се признаат истополови бракови. Од што ви беше мотивирана оваа изјава и зошто токму сега ја дадовте? Ја не размислував толку зашто сега и зашто што. Само размислував едно цело време, што сум скоро 50 години во Америка, дека ова тема треба да се отвори и да почне да се дискутират. Да се дискутира, зашто немаме ние право, ни људско, ни од Божја страна, ни од пида, да спречаваме некои права на некои групи на луѓе. И хомосексуалците специјално во Македонија никој не ги спомнуват. И тоа е еден голем сегмент на луѓе што треба да имаат своји права. Вашата изјава беше и во контекст на тоа дека тие имаат и некои економски права, односно доколку живеат во заедница. Апсолутно тоа е тачно така. Зашто тие двајца партнери кои живеат заедно и ствараат некое економско или купуваат некоја зграда, или куќа, или штедат заедно, или имат своја кола. И углавном едниот од нив умират порано од другиот. Исто како во браковите за хетеросексуалците. И хетеросексуалците, кои ќе умре жената или мажот, одма наследуваат автоматски тој дел. А меѓу овие партнери кои се бореле толку долго и работеле тешко, не можат тоа да го приуштат, затоа што не се брачни парови. Меѓутоа, ваквата ваша изјава најде на реакции во многу политички партии. Изненадувачка беше она на Мухамед Закири, кој од теолошки аспект пристапи на темата, цитирајќи делови од Куранот, и кој рече дека е апсолутно против хомосексуалноста, како и против геј браковите, тоа не го крие и тоа е негов личен став, и вели дека има право да го каже својот личен став, меѓутоа нагласувајќи дека е теолог и затоа го кажува. Од друга страна, Закири, кој беше повикан во оваа емисија, не дојде, велејќи дека е на пат, очигледно дека не сака повеќе да дискутира на оваа тема, не знам зошто. Меѓутоа, од друга страна е социјалдемократ, а тоа партија и новата влада најавува нешто ново, нешто реформско и не вакви конзервативни ставови. Ивана, вие на вашиот Facebook профил изреагиравте на изјавата на Закири. Зошто изреагиравте и вие верувам дека имате личен став и очекувате ли од ваш колега, особено кој е во редовите на Социјалдемократската партија, да каже вакво нешто? Да, значи, јас изреагирав на Facebook, искажувајќи го својот став по повод ова прашање, бидејќи јас ова не го сметам за корпус на посебни права, јас го сметам за човекови права. Од друга страна,
и во мојата реакција, но и во рамките на пратеничката група, има став дека секој има апсолутно право да го искаже своето мислење, се додека тоа мислење не предизвикува дискриминација на одредена група, не шири говор на омраза или поттикнува насилство кон одредена група, во случајот ЛГБТ заедницата, односно не поттикнува насилство по основ на сексуална ориентација. Од програмските цели зад кои целата коалиција застана и тие стојат во планот за живот во Македонија, велат дека под ова прашање сите стоиме на ставот дека граѓаните се еднакви во уживањето на своите права и дека ќе се почитуваат универзалната декларација за човекови права, Европската конвенција за човекови права на која ние сме потписници, како и Уставот на Република Македонија. Од тука дали цитатот Куранот навредува одредена група, тоа е прашање, доколку групата се чувствува навредена и повикана, меѓутоа јас не можам, ниту јас, ниту било кој, да му ускрати право на другиот да мисли поинако од нас. Јас сметам и во програмските цели, така и всушност и стои програмата за која сите застанавме и излеговме на избори, дека граѓаните се еднакви и дека тие мораат да ги остваруваат своите права, односно државата да предизвика заштита на Значи ли тоа менување на постоечкиот закон? На постоечкиот закон кој? Во однос на браковите и брачната заедница? Не. Значи, во делот граѓаните се еднакви, тоа значи дека да, ќе се отвори дебата и во собранието, можеби и во најпрвен во круговите во невладините организации и така натаму. Меѓутоа, мислам дека треба да почнеме чекор по чекор. Значи, не можеме да зборуваме за брачна еднаквост, како што почитуваниот колега ја започна веќе дебатата, доколку не зборуваме за елементарно почитување на основните права. Значи, тука зборуваме за законот за заштита од дискриминација по основ на сексуална ориентација или родов идентитет. Тука зборуваме за кривичниот законник кој не препознава дела од омраза кои што се поврзани со сексуалната ориентација или родовиот идентитет. Значи, тука зборуваме за еден корпус на основни човекови права. Мора да се потенцира и во јавноста, и секаде. И јас сега би сакала да потенцирам дека никој, ниту од мене како пратеник во ова собрание, ниту претходно, нема побарано разговор или дебата околу легализација на брачната еднаквост. Затоа сметам дека во овој момент таа дебата треба да ја почнеме од доле, значи од темелите. Дали да им дадеме на граѓаните еднаквост како држава, како еднаквост која што впрочем ја има согласно Уставот. Господине Ѓорчев, ВМРО-ДПМН е конзистентен во ставот во однос на ова прашање, и ако никогаш пак не сте се изразиле онака како што се изрази Мухамед Закири во својот Facebook статус. Никогаш јас не се сеќавам вие лично директно да сте ја нападнале ЛГБТ заедницата, меѓутоа секогаш сте го бранеле ставот како и на Демократијанска партија дека тие не би можеле да имаат право на пример на брак, слично ова што го заговара Маноиловски. После ова провокација во парламентот имавте и вие реакција, меѓутоа зошто само се држите за она што го вели законот и ништо повеќе? ВМРО-ДПМН има конзистентен став, значи за разлика од СДСМ или некојаш невладините организации кои што едно велат сега, а друго планираат за 5 години, или во другите политички партии каде што некој нешто ќе изјави, па после треба да се оградува, па другите да речат не мислевме така или слично. Во ВМРО-ДПМН имаме став кој што е поддржан од огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, а тоа е дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена и дека децата без родители треба да ги посуваат семејства во кои што има мајка и татко, сопруг и сопруга, маж и жена или самохрани родители. Значи, тој став на ВМРО-ДПМН е конзистентен, поддржан, уште еднаш ќе речам, од огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, молчаливото мнозинство во оваа држава. Истовремено, никого не сакаме ниту да дискриминираме, ниту треба да има говор на омраза спрема било кого, ниту било кој треба да биде стигматизиран, маргинализиран или било што. Ние живееме во инклузивно општество, општество кое што треба да дава еднакви можности, општество во кое што треба да имаме цивилизирани дебати, цивилност во однесувањето и без да се лепат етикети ниту од едната, ниту од другата страна, затоа што гледаме дека овие денови од рамките на
коалицијата внатре во СДСМ, во рамките на коалицијата на самата шарена револуција имаме два силни антипода кои што се прилично спротивставени. Имаме од една страна една позиција каде што има проколнување, говори, епитети кои што мислам дека не се адекватни. Од друга страна имаме апсолутно напад врз сето она што се нарекува, не знам, муслиманска жена, зошто нели муслиманските жени носат марама, понатаму. Да, за жал отвори една друга дискусија се тоа, меѓутоа значи, вие констатирам дека имате некако слични размислувања и со Туфегич во однос на прашањето дека треба да се разговара за човековите прави и еднаквоста на сите граѓани на Република Македонија. Значи тие велат не го отвараме прашањето за бракот, именување на законот, меѓутоа ќе го отвориме прашањето на остварувањето на сите права за сите граѓани во оваа држава, тука веројатно се и овие граѓани од ЛГБТ заедницата. Се работи за намера на СДСМ, нели целата оваа работа да оди фазно, која што треба да резултира нели со посвојување на деца, подвојки и така натаму, но која што сега поради под наводници несоздадените услови нели треба да се оди чекор по чекор како што се вели. Така што во тој дел мислам дека внатре во СДСМ самите треба да расчистат на што се и каде се. Значи, не е проблемот, не знам, во дебата со ВМРО ДПМН и слично. Ние имаме ситуација каде што втор човек во СДСМ, подпредседател на СДСМ, актуелен, излегува со говор и со епитети и со кажувања спрема ЛГБТ заедницата кој што е неадекватен. Ке имате можност за реплицирање, затоа што сакам, вие сте долго време активист и ги штитите правата на ЛГБТ заедницата. И сега може би една ретка можност да ги имате и политичарите вака контра себе. И секогаш нели сите даваат ветување дека ќе се разговарат дали одеднаш или фазно, па ќе се решаваат проблемите. Меѓутоа факт е дека во изминативе години често пати луѓето од ЛГБТ заедницата и нивните центри беа цел на напад, каменување, шиканирање, стигматизација, маргинализирање и слично. Од кога ги слушнавте вака пратениците, како дали вие сменат впечатокот дека нешто може да се смени или не сте оптимисти? И нормално за сето ова што се случуваше минатата оваа недела во парламентот. Искрено можам да тврдам дека последните 11 години под водство на ВМРО ДПМН ЛГБТ заедницата го живееше својот пекол во Македонија и да, има оптимизам, има надеж. Секако дека разлутуваат и фрустрираат коментари, клетви кога доаѓаат од пратеници, од причина што прво тоа не се обични луѓе, тие коментари не доаѓаат во кафејана со пријателите, тоа се подпредседатели на партија, не знам, пратеници и слично. Не е само Мухамед Зекири, Антонио Милошевски исто така навреди дента, кажа дека хомосексуалност е девијантна појава и таа не треба да се озаконува. Не знам точно на што мислеше, можеби на браковите. Меѓутоа, и во однос на конзистентноста на ставот на ВМРО ДПМН не би била толку сигурна. Од причина што и тоа е нешто кое што и самата заедница доста ја разлути, ја навреди. ВМРО ДПМН, јас многу внимателно сум ја читала доктрината на ВМРО ДПМН и навистина ја разбирам идеолошката позадина на партијата, иако сметам дека таа никако не сме да биде идеологија на државата. Едно е политичка партија, друго е државата. Во време на ВМРО ДПМН не можевме да се избориме ниту за ставање на сексуалната ориентација, дури не ни родовиот идентитет, сексуалната ориентација во Законот за недискриминација, ниту во Кривичниот законник, а ВМРО ДПМН подпиша 2 резолуции во Обединети нации 2014-2016 во Советот за човекови права за ЛГБТ дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет и осуда на насилство. Во таа смисла, она што ја болеше заедницата или боли граѓаните, не станува збор за мала група на граѓани, станува збор за огромна група на граѓани и која е и меѓу другото гласачко тело, е ова лицемерие и оваа неконзистентност. Демократскиот капацитет минатата влада го извезуваше, наместо патриотски да го насочи кон нас и ние сме граѓани на оваа земја. И ние заслужуваме овакви резолуции да ги преточевте во закони. Се надевате дека сегашната новата влада тоа ќе може да го направи? Се надевам и нема ништо страшно во тоа ако некои работи одат фазно. Ние не очекуваме се да се реши, меѓутоа 10 години, 7 години веќе зборуваме за законот за антидискриминација и навистина мислам дека е конечно време истиот да биде изменет точно во членот 3.
Дали ова што еве Цветковиќ вели дека тоа фазно работење ќе значи токму тоа што тие го бараат и дали веќе имало дискусија со невладините организации Да, веднаш на да, тој имало. усогласување. Меѓутоа и кога ќе стигне работата во парламент не е само нели една партија тоа да го сака и да го прави. Ја дури сум скептик дека во Дуи Мануиловски ќе го поддржат со идејата, а сте коалициони партнери со оваа партија. Да, имало дебата и со невладините организации околу ова прашање, поточно тоа не била дебата, тие тоа го побарале и ние во принцип ги слушаме граѓаните во делот на тоа барање. Значи, не зборуваме ние овде за идеолошки поставени теми или за, не знам, религиозни догми. Добро, таков Овде призвук се зборуваме- доби по тоа што, Апсолутно. како што вели тој подпредседателот на партијата даде еден многу сериозен Апсолутно. став Се надвор од согласувам. програмата на партијата. Се согласувам. Меѓутоа, овде ние зборуваме за дискриминација. И сега тој процес течел. Затоа што Владко Ѓорчев ово што говори ВМРО ДПМН не поддржува дискриминација, говори еднакви можности, тоа не е точно. Значи, ние бевме сведоци на ширење на хомофобија преку медиумите, која што имаше длабок раздор во општеството. Имено и со уставните амандмани за измената на Уставот во делот дека бракот е заедница помеѓу мажот и жената, всушност ВМРО ДПМН првично ја има наметнато темата околу брачната еднаквост во јавноста. И тоа предизвикувало во јавноста одек дека некој нешто овдека подготвува и дека сега треба да бидат тие луѓе нападени. Значи, ние сме имале напади во 2012-2013 година на ЛГБТ Центарот за поддршка, и при тоа тие истите не се расчистени. Поднесени биле пријави и не се расчистени. Јас за тоа зборувам. Јас зборувам дека нашите лични чувства, размислувања, поддршки или не поддршки не смеат да влијаат особено кога вршиме јавна служба. Значи, ние таму сме платени од граѓаните на Република Македонија. Ако ова што го говори Ѓорчев е еднаквост, тогаш, бидејќи ништо од тоа не било спроведено и државата не ги штитела тие припадници на таа група, тогаш нема потреба да тие истите бидат даночни обврзници. Тие луѓе плаќаат данок на оваа држава и очекуваат системот на оваа држава да биде идеолошки необременет, односно ова што го говори Ирена овде. Значи, политичките партии може да имаат една или друга идеологија. Меѓутоа, системот мора да ги заштити елементарните човекови права. Особено кога граѓаните му се нападнати. Меѓутоа да реплицира Ѓорчев затоа што и од Цветковиќ, нели и од Туфегиќ. Она што го кажа Цветковиќ и Туфегиќ е навистина впечаток во јавноста дека вие директно како политичари од вашата партија не зборувавте никогаш и не наметнувавте контраставови ЛГБТ заедницата. Меѓутоа факт е дека многу новинари и медиуми кои беа блиски до вашата партија и те како навредуваа во своите најави, во своите емисии, во своите медиуми. Вака, секое стигматизирање треба да се осуди и не е во ред. Значи, ние уште еднаш кажем треба да имаме инклузивно општество, каде што ќе има еднаквост, каде што ќе има толеранција спрема другиот. Меѓутоа, за времето на вашето владење ти вела дека тоа го немаше, а плюс не се процесирани случаите на напади на центри. Да, факт е дека имаше, како што кажа Туфекџич, напади врз ЛГБТ центарот во старата Скопска чаршија и последниве година и пол таму имаме министар кој што доаѓа, кој што беше до вчера генерален секретар на СДСМ, а сега е подпредседател Олије Спарсовски, тоа може да го расчисти, тоа нека биде предизвик. Значи, но сепак МВР треба да спроведе истрага, треба да ги идентификува лицата. На крајот на криштата и шеф на полициска станица во Битпазар е во блиски односи со партијата ДУИ, така што може и пратеникот Мануиловски да апелира до полициската станица Битпазар, која што го има во својот делокруг или нападот врз тој ЛГБТ центар во старата Скопска чаршија. Да, вие го сега локализирате на локално ниво, не на централно решавање. Знаете што, значи, имаме ситуација каде што СДСМ и шарената револуција не можат да одржат онаа широка коалиција. И не може да имаме ситуација во која што на Мухамед Закири ќе му се каже браво, ајде донесени 5000 гласови во Чаир, ајде донесени 2000 гласови во Рачиново, ајде донесени 2-3000 гласови во Липково, а после тоа истите тие активисти да му кажуваат слушај, ти не може жена ти да носи марама и да се оди со говор на омраза спрема еден куп луѓе, цела една заедница, каде што се вели, не знам,
деновиве слушаме исто така дека поранешни пратеници на СДСМ муслиманската вероисповест ја изедначуваат со фашизам, нацизам и така натаму и така Добро, ама натаму. сега избегавте малку темата и она зашто ви обвини Цветковиќ дека за време на вашата владеено вакво се подпишани на Обединетите нации 2 документа, меѓутоа не сте ги имплементирале во пракса, за да не остане неодговорено и она зашто таа. Значи нашиот став, уште еднаш ќе речам, е конзистентен. Имаме две гледишта кои што се прилично спротивставени. Имаме едно гледиште како што многумина кажуваат и така натаму, кое што оди со речник кој што е неадекватен, антагонизира и така натаму. Од друга страна имаме друго гледиште од активисти и така натаму, пратеници сега кои што се некои од нив на СДСМ, кои што велат дека треба да имаме хомосексуални бракови во Македонија, посување на деца и така натаму и така натаму. Нашиот став е центристички. Нашиот став е на линија со огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, каде што велиме не за дискриминација, да за толеранција, истовремено приврзано кон традиционалните вредности, кон вредностите на нашите баби и дедовци, и овој став е конзистентен со верувањата на она што значи различност во Македонија. И македонците, и албанците, и турците, и ромите, и власите, и бошњаците, и македонци, и христијаните, и муслиманите, и католиците, и еврејската заедница, евангелистичко-методистичката. Да, значи, да не шириме сега во однос на повеќето заедници, да му дам збори на Мануиловски. Што ќе се случи кога вие ова прашање го отворивте? Каква беше реакцијата во вашата партија? И јас кажав дека не верувам дека генерално оваа партија ќе ве поддржи кога на ред дневен ред ќе дојде исполнување на оно што вие го заговарате. Дали вие пред да настапите, имавте консултација внатре во партијата со пратеничката група или настапивте самостојно, а од кога настапивте, дали наидовте на поддршка или на осуда? Прашањето е многу фино. Ја апсолутно немав во глава ниједна партија која зборува за ово. Апсолутно не ме интересираше што ќе рече ВМРО, СДСМ, ДУИ, БЕСА, Алијансата. Апсолутно не ги имав во екран. Ја имав во екранот само Бранко Мануиловски и проблемот. Проблемот за хомосексуалците. И не треба апсолутно да се дискутираат за партиски некои интереси кои се зборуваат за ова, зашто ова се човечки права. Ова се за луѓе кои се деца на некои родители, што се сакани од нив. И треба као луѓе да решиме овој проблем, а не као партија. Апсолутно партиите нит ме нападна, нит ми помогна, нит ми рекоа нешто пред тоа, ни после тоа. Меѓутоа можете да дадете предлог за изготвување на закон или да лобирате преку вашата партија. Сепак ви треба поддршка. Дали таква поддршка ќе добиете од ДУИ? Апсолутно, кога ќе дојде време за тоа, партиите ќе си ја работат својата страна. Али едно е чисто, јасно и гласно. Треба да им дадеме право на хомосексуалците исто како хетеросексуалците. Вие кажавте дека сте чисто крвен хетеросексуалец кој се залага за правото. Јас сум хетеросексуалец, имам 3 деца, имам 7 внучиња, али тоа не значи дека треба да бидам против хомосексуалците. Апсолутно. Еден ме праша мене, што би било да еден од твоите внуци рече да е хомосексуалец? Че го загрнев исто кој другите. Че го сакав подеднако кој другите. И така треба да размислите и вие, народот, цел во Македонија. Па еве како размислува народот и какви се состојбите во Македонија, Огнен Чанчаревиќ направи една анализа, па да погледнеме. Фејсбук статусот на потпредседателот на СДСМ Мухамед Закири, во која нападна ЛГБТИ заедницата во Македонија, повторно ги отвори старите рани и го извади на површина прашањето околу хомофобијата во Македонија. Да биде проклет оној што го прави тоа што го прават луѓето на Лот. Да биде проклет тој што ќе убие некој во нечие име, освен во име на Бог. Да биде проколнат тој што имал односи со животни. Да биде проклет тој што е непослушен на своите родители. Да биде проколнат тој што ќе ја омажи неговата жена или ќерка. Во исламот, реферирањето на пророштвото на Лот традиционално се користи за да го демонстрира неодобрувањето на силувањето и хомосексуалноста. Зекири, кој се смета и за теолог, потоа изјави дека е против хомосексуалноста и геј браковите, додавајќи дека тој е негов личен, а не став на партијата чиј потпредседател. Припадници на ЛГБТ и заедницата остро реагираа.
Активистот Луми Бекири напиша дека социјалдемократ не треба да се повикува на писание од религиска книга и да ги прикажува како аргументи, но и дека тој не гласал за ова. Режисерката Софија Теодор пак му порача на Зекири дека неговото однесување прилега на човекот пештера и дека тој очигледно не бил за соживот, бидејќи како човек кој до вчера барал права, денес дискриминирал. Објаснувањето дека станува збор за личен став не го прифатија и видни членови на СДСМ. А Зекири на сите критики одговори дека јавниот линч им наштети ним, а не нему. За топ тема на ваша страна, Зекири не сакаше ништо да коментира. СДСМ пак се огради од пишувањата на подпредседателот, потенцирајќи дека станува збор за негов личен став. Премиерот Заев изјави дека тој, партијата и владата ги почитуваат различностите и сакаат да градат еднакво општество за сите. Владата не е најстручна по ова прашање. Ги повикуваме стручните луѓе, експертите да ни презентираат меѓународни искуства, да отворат дебата во јавност, да ја слушнеме нашата јавност и согласно тоа да одиме со процедурите за изноѓење на решение за ова прашање. Наспроти конзервативните ставови на Зекири, со сосема поинако гледиште излезе пратеникот на ДУИ Бранко Маноиловски. Хомосексуалноста, која беше декриминализирана во 1996 година, се уште е табу тема и е предмет на жестоки полемики во Македонија. Истакнатите членови на оваа заедница често беа мета на говор на омраза, но и на физички напади. ЛГБТ и Центарот за поддршка, кој беше отворен во старата Скопска чаршија, неколку пати беше демолиран, за на крајот да се затвори, а настрада едно кафуле. Надлежните институции не ги расветлија овие инциденти, ниту пак некогаш ги осудија. Ниту една влада не покаже интерес на никаков начин да ги унапреди правата или пак барем да работи на спречување на хомофобијата и на последиците од хомофобијата. Така да мислам дека хомофобијата во комбинација со физичко, психичко и друг вид на насилство се едни од најголемите проблеми, иако проблемите ги има во здравствениот систем, социјалниот систем, правниот, полициското постапување, обвинителството и така натаму. Очекувањата на ЛГБТ и заедницата се повеќе од скромни, само дека не треба да бидат третирани како граѓани од втор ред, како што било досега. Она со што одеа партиите кои во моментов се на власт, како кампања беше слоганот едно општество за сите. И ние очекуваме дека во тоа општество и во тие сите спаѓаме и ние, и дека нема да бидеме повторно третирани како граѓани од втора или трета класа. Една од институциите која отворено дава поддршка и нуди помош на ЛГБТ и заедницата е Хелсиншкиот комитет. За жал, недовербата кон државните институции се пресликува и во граѓанскиот сектор. Она што јас за жал морам да го констатирам во овие години од кога работи центарот е дека многу ретко се доставуваат представки во кои што се укажува дека поради сексуалната ориентација им се попречува остварувањето на некои други права. Тоа реално не е фактичката состојба во Македонија, туку е пред се одраз на тоа дека тие немаат доверба се уште и не се охрабрени доволно за да кажат што точно им се случува. Исто така примаме многу представки во кои што ЛГБТ и луѓето зборуваат за својата психичка состојба. Поради притисоците од јавноста, поради стигматизирањето од страна на јавноста, во тие случаи ние им пружаме бесплатна психолошка помош. Пировска смета дека хомофобијата имаше потпора во претходната влада. Јас во неколку наврати сум го истакнала тоа и се уште сметам дека Македонија е исклучително многу хомофобично општество, што пред се должи и на долгиот период во кој што Република Македонија фактички беше заробена од црна пропаганда против сите оние кои што се различни. ЛГБТ и луѓето не беа исклучени, напротив, тие во целото владење на ВМРО ДПМН беа во нивниот фокус, беа дел од нивната црна пропаганда и се соочуваа со насилство. Системот на неказнивост на насилството кон оваа заедница и односот на институциите се први кои мора да се сменат. Република Македонија, за да може да го фати правиот пат, кога станува збор за она што за сега говориме општество за сите, мора пред се да се стави до знаење дека апсолутно е забрането насилството кон ЛГБТ и заедницата. Насилство од каков било вид. Дека таквото насилство ќе се санкционира. Се додека нема санкции против сторителите кои што вршат такви напади, ние ќе се соочуваме со жртви од ЛГБТ и популацијата.
Легализацијата на истополовите бракови беше актуелна и пред неколку години. Ставот на тогашната власт, предводена од десничарската ВМРО ДПМНЕ, беше јасен, која со измени на законот за семејство, бракот го дефинираше како заедница меѓу маж и жена. Инсистираа дури и на менување на уставот, но до тоа не дојде. Каков ќе биде ставот на новата влада е отворено прашање. Брачната еднаквост е меѓу тие прашања и ние се надеваме на плодна дебата и на заедничко решение кое ќе придонесе да имаме разрешување на многу секојдневни проблеми со кои се соочуваат многу ЛГБТ луѓе, особено парови. Иако се постојано мета на напади, во полициските и судските архиви нема ниту една кривична пријава или пресуда поврзана со насилството врз членовите на оваа заедница. Хелсиншкиот комитет поднесе пријава против водителот Миленко Неделковски за говор на омраза, но се уште нема никаков епилог. Продолжуваме со дебатата. Цветковиќ и господинот Коча кажа, никој не спомнува дека во веднаш ќе се побара брак. Тој вели да се унапредат од нивните права и да се спречи хомофобијата. Од друга страна, Уранија ги наброи сите оние негативни работи што и се случиле на заедницата и како што и овдека констатиравме, непроцесуирањето на случаите. Меѓутоа, ако претходната власт била такава каква што била, сега има нова власт. Веројатно треба да се сконцентрирате на иднината, минатото не можете да го вратите назад. Кои ќе бидат вашите први чекори во однос на ова и дали ќе формирате лоби група во парламентот за остварување на овие две цели, унапредување на правата и спречување на хомофобијата? Она што се нашите следни чекори, она за што долго време се бориме е законот за недискриминација. Навистина очекуваме промена. Иако господинот Ѓорчев кажа дека ВМРО ДПМН било против дискриминација, сепак во 2010 законот беше донесен со бришење на сексуалната ориентација. Дури и вие нели велевте дека тоа мора за да се заштити бракот, иако ако има правници во студиото ќе знаат дека брак не се регулира со со закон за недискриминација. Така што еве 7 години силно лобираме за тоа, се надевам конечно ќе претрпи измени овој закон и тоа во најскоро време. Она зашто ние апелираме носење на национална стратегија за надминување на хомофобијата и трансфобијата, еден документ кој ќе биде проследен со акцијски план за во повеќе сегменти, всушност да се да речам, вака народски да се изразам, исчистат флеките кои што беа нанесени. Ние имаме сериозен проблем со хомофобијата во образованието. Сериозен проблем со овие рецензентски комисии кои што дозволуваат таков тип на содржини да се Да, само ќе кажам најново. Вежба, на пример, не дава можност децата од неконвенционални семејски и брачни односи без вознемиреност и стигматизација да ги представат односите во своето семејство, затоа што во еден учебницата се вели и да донесат фотографии од свадба на родители. Да, јас сум еден од подписниците на таа представка всушност, но да, тоа е еден пример. Навистина долго време работам со прашањето на еднаквост во образование и тврдам дека нашите учебници не само што промовираат дискриминација, она што е жално што учебниците и учебните помагала кои што се за високо образование наменети се страшни. Голем дел од нив, особено кога третираат теми од овој тип, не ги негуваат основните постулати на научен труд, а камо ли да зборуваат на оваа тема, личат на разговор пред кооперација. Значи, образованието е еден сегмент во кој што сериозно треба ревидирање на учебниците. Медиумите се исто така проблем. Јас сум против цензура и знам да бидам многу помека кога во медиуми некогаш, нели, и ќе се протне некаков стереотип или предрасуда, меѓутоа ние имавме повик за линчови кон припадници на заедницата. Во таа смисла имаме неколку полиња на кои што би сакале на почеток да се фокусираме, за да она што го има и владата го даде како своја предлог, како своја програма, а тоа е да изградиме општество за сите. Ние ќе дишаме во врати на следната влада. Минатата знае дека не е лесно да се има
ЛГБТ заедницата како свој противник, затоа што оваа заедница, ако ништо, прво е бројна, второ е полна со многу интелигентни луѓе и луѓе кои што знаат, внимаваат и ја мислам дека веќе ќе треба да се обраќате и на оваа страна на ке власта веќе во однос на овие прашања. Ја следат ситуацијата така што ќе ве држиме за збор и силно ќе застапуваме, иако не мислам дека ќе креираме некаква лоби група, мислам дека такво нешто и нема во нашето собрание, но сме тука и ќе ги подсетуваме пратениците на нивните ветувања. Со оглед на ова што го набраја Цветковиќ, што прво би можело да се реализира и дали сте разговарале дека веќе можеби од септември ќе се најде на дневен ред законот за дискриминација? Па со оглед на тоа дека и кампањата точно Кочо убаво го лоцирал и Ирена исто вели едно општество за сите. И тоа подразбира прифаќање, не толерирање, прифаќање на различностите. Од тука, да, веројатно првиот дел ќе биде законот за дискриминација. Тоа и ќе се зборува и меѓу пратениците и во рамките на парламентот и со сите парламентарни групи. Дека мислам дека дека ова прашање не треба да предизвикува подалби, туку треба да се најде начин каде сме на иста линија. А на иста линија сме со ова, тоа е со уставот. Ако сакаме, а тоа силно го сакаме сите и за сите застанавме за тоа, да креираме едно општество за сите граѓани, во кој граѓаните ќе се чувствуваат еднакви и како дел од тоа општество, во тој случај мораме да создадеме систем, не само преку законска измена. Законот ќе се промени. Еден член, два члена ќе се променат. Меѓутоа, понатаму мораме да создадеме квалитетен систем, институционален систем, во кој ЛГБТ заедницата, воедно е сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа, конкретно говориме за оваа маргинализирана група, ќе се пронедат, ќе ги решаваат своите проблеми, ќе имаат каде да поднесат поплаки и институциите нема да говорат со тонот на хомофобијата. Затоа што, знаете, општеството стана хомофобично благодарение на пропагандата. А пропагандата го прави тоа што пред малку го говореше колегата Ѓурчев. Посвојување деца и се создава хистерија, паника и страв. Ние мораме да сопреме со хистерија и паника и да почнеме да зборуваме како да креираме систем во кој граѓаните на Република Македонија, еднакви пред уставот и законите, даночни обврзници на Република Македонија, ќе се чувствуваат заштитени да бидат тоа што се во системот. Маноловски, имам впечаток дека за прв пат видовте што всушност кажал за Кири во неговиот пост на Facebook и дека употребил делови од Куранот и на некој начин тоа верувам дека ги навредило и припадниците на ЛГБТ заедницата. Како го коментирате ова кога го видовте? Изненадени ли сте што еден многу помлад човек од вас, пратеник, а и социјалдемократ по вокација, да речеме, политичка, направил такво нешто? Не сум изненадан апсолутно, затоа што има право да рече што сака. Сега моментално збориме за право. Ако е за право, тоа ќе рече што ти душа сака. Само едно сакав да речем, и би сакал тоа да се пренесе. Во народот во Македонија, тоа го зборувам као американец, зашто 50 години сум во Америка. И со мојата глава и гледам сите. И чак што више и во парламентот. Зборуваме за права. Дур зборуват за права, тој викат, ама тој е шиптар. Дур зборуваме за права, тој викат, ама тој е македонец. И сите вие кои гледате, тоа го знаете. Тоа треба да го извадиме од нас, ако е можно. Како ќе ги убедите вашите колеги пратеници дека тоа така и треба да се направи? Сега зборуваме за општи права на граѓаните од сите националности. На нивно лично осеќај, на нивно лично и на Господа. Зашто тука е мало подлабоко. Ние збориме партијата ова, партијата ова. Тоа се мали работи. Ситници. Зборуваме за една траума, една тежина. Абе, шиптар еден, македонец еден, каурин еден. Тоа треба да извадиме ние во Македонија. Стереотипите и стигматизацијата и по национална основа. Тоа може. Само да се... Зашто видиш,
Стави сега се овде смевде. Едниот е шиптар, еден македонец, една жена, една маж. Еден е секретар, едно. Ако тоа го избришеме со една четка, тие зборови, што ќе застане? Ќе останат луѓе. Вие сте очигледно голем оптимист и се надевам дека овој оптимизам ќе го расширите и помеѓу колегите и вашите гласачи. Меѓутоа, Ѓорчев, зошто сте толку тврди во ставовите дека сето ова што го бараат луѓето од ЛГБТ заедницата ќе доведе до брак, посвојување деца, кога еве и Кочо кажа дека тие бараат само напредување на правата и да се спречи хомофобијата. Она што се однесува до брак и слично, тоа допрва ќе се отвара дискусија. И од друга страна, да не заборавиме дека овие граѓани на Македонија веројатно во таквите дебати ќе се изјаснат што сакаат, а што не сакаат. Зошто ги плашите? Не, еве чисто едно прашање со да или не до Туфек, што е пратеник на СДСМ. Треба ли да има истополови бракови во Македонија, да или не? Јас лично сметам дека да. Значи да, така. Ами тоа има сега, и други колеги. Значи, сега зборуваме дека сите велат дека треба да се покаже дебата. Така се креира страв, тоа го правеше преминатата влада. Не, од друга страна, јас сметам дека не е коректно и не е во ред на било кој што смета дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена, да му се лепат етикети дека е хомофобичен, дека некого мрази или било што или било што. Не, дали вие би учествувале во една ваква дебата за да се намали хомофобијата? Не зборуваме за дебата за брак. Апсолутно треба да се намалат стигматизациите, треба да се зголеми толерантноста во секоја смисла. Истовремено да се намали дискриминацијата, затоа што во општество имаме и дискриминација која што ја гледаме на дневна основа. Например, македонците во Тетово сметаат дека ги немаат сите права кои што ги има мнозинската заедница. Истовремено македонците во Гостивар или во Чаир сметаат дека треба да имаат поголеми права. Истовремено сметаме дека не треба да има дискриминација, например на текстилните работнички, дека треба да се бориме за социјалните права. Значи, да се вратиме на тоа. Дали вие како ВМРО би учествувале утре кога ќе се отвори дебата и за законот за дискриминација, меѓутоа и дебата за сопирање на хомофобијата? Кога зборуваме за корпусот на човекови права, сите човекови права треба да се зголемуваат и да се негуваат. Затоа што за мене е проблематично или за било кого кога македонците во Струга ги имаат проблемите кои што ги имаат. Не, вие сега добро, давате еден политички контекст. Меѓутоа зборуваме тука за тоа дали ќе учествувате во дебата. За она што се некоја реално со Македонија. На законите кога станува збор за спречување на дискриминација. Сега ќе ви кажам, значи кога Мухамед Закири ќе искористи речник кој што тој го користи, од СДСМ ќе рече што видете тоа е личен став или така натаму или така натаму. Истовремено кога некој од ВМРО ДПМН 10 пати помеко, со внимание, со инклузивност, со чувство, ќе кажа, видете, ние сметаме дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена и сметаме дека децата без родители треба да ги посвојуваат двојки во кои што има маж и жена, мајка и татко, сопруга и сопруга или самохрани родители, одеднаш тоа е голема омраза, одеднаш сите невладени организации нас ке ни рипнат. Значи има ново парламентарно мнозинство во Македонија. Представниците на овие две партии кои што ги имаме тука, ова владеачко мнозинство и ДУИ и СДСМ, имаат 62 пратеници. Се може да променат. Значи, утре договорете се. Значи, убедете го Али Ахмети, Хазбили, Кателута Ариф и другите. Убедете го вашиот потпредседател на партијата. Убедете го Зоран Заев, кој што исто така се повикува на Господ, на Бог, нели на верба и така натаму. Значи, убедете ги вашите луѓе, вашите првенци. Ѓорчев, тоа би се решило ако не ги одолговлекувате толку седмиците, може би побрзо ќе дојдат на дневен ред. Значи, знаете што ние имаме веројатно има реплики, само ве молам да се слушаме повелете. Значи, прво не ми е јасна потребата и ова и во собранието се случува постојано. И ова го гледаме 11 години. Потребата од манипулација. Навистина не ми е јасно. Значи, кој овде отвара тема за истополови бракови? Вие отварате таа тема. Да, во случајот Бранко Маноловски пред недела дена. Меѓутоа претходно единствено вие имате отворено таа тема. И единствено вие сте говореле на таа тема. Извинете, тоа што е најстрашно што меѓу себе се зборува, дури не вклучува во дебатата за бракови. Јас не ве обвинувам вас дека вие сте хомофоб ако вие ми речете јас сум против истополови бракови и посвојување на деца. Меѓутоа и те како би ве обвинила и вас и целата група, доколку кон општеството правите кампањи за подигање на хомофобија, за комплетно исклучување, дури и во законските норми, на тие лица по основ на сексуална ориентација и родов идентитет, не создадете систем на заштита, значи да не зборуваме за Комисијата за заштита од дискриминација, која е повеќе комисија за дискриминација отколку за заштита од дискриминација. И
тогаш ве обвинувам дека сте хомофоби. Не само дека сте хомофоби, туку дека ширите хомофобијата. Во поглед на тоа претходно што хомофобија кажете ми? Два антипода. Само момент, два антипода спомнавте. Туфекџич, кажете ми, дали Мухамед Захири шири хомофобија, да или не? Не, Туфекџик ќе прашам. Дали шири хомофобија, пошто полнави уста... И како и вие имате право, на различно што шири Мухамед Захири? Да, мене ме интересира дали вие го осудувате Тоа тоа се што тој го двојните напишал стандарди и за дали кои што навистина зборувам. шири хомофобија со неговиот пост, затоа што беа навредени чувствата на ЛГБТ заедницата и тоа го кажа јасно на социјалните мрежи. Доколку чувствата на ЛГБТ заедницата биле повредени во тој момент, тогаш тоа е хомофобија. Дали вие во вашите, бидејќи се социјал и демократска партија, доколку некој да вие сте независен пратеник, меѓутоа да зборувам во името на политичката партија, апсолутно програма. Дали ви пречи што Мухамед Закири тоа го кажал, а се работи за една програма за која вие стоите и сакате да се исполни? Апсолутно Дали ми ви пречи цитат од религиозна книга кој фрла клетва по одредено прашање, особено кон цела една група. И јас се изјаснив јавно и долу во коментарот кој прочитавте, стои дека јас лично ќе се борам против тоа да религиозните догми влегуваат во законски решенија и при тоа скратуваат права на граѓаните на Република Македонија. Пак влагаме во партии. Тоа се мали ситници. Дај да влеземе мало во људски чувства. Ја имам, да речем, 2 сина, се хомосексуалци. Какво право ти имаш да ми речеш мене дека тој не е исто кој другите? Видиш колку длабоко е тоа? Добро, вие се залагате менталитетот на луѓето во Македонија да биде сменета, затоа веројатно треба поголем од другата страна. И едно да кој знае секаде имаме. Македонија, да е јасно како кристал. Дури не реши тој проблем, хомосексуалците, и националноста, да ја реши од душа, од срце, во Европска унија ми не може да влеземе, немаме право, не може да положиме тој исто. Добро, има различни примери, тоа ќе го видиме како овие прашања се решавале во земјите од Европската унија. Светковиќ, вие рековте да, го осудувате ставот на Да, Закири. и оно што исто така за мене е загрижувачки, што овие теми, па дури и прашањето за геј бракови, се водат во рамки на политички партии, без при тоа никој од тие политичари да дојде и да ја праша заедницата. Дали заедницата тоа и е приоритет? Дали заедницата тоа го бара? За жал, до сега, до случајот на пратеникот Манойловски, во 2-3 наврати, прашањето за геј бракови е отворено и тоа е прашање кое што го отвараат министри на ВМРО ДПМН и потоа продолжуваат да се дебатираат сами со себе. Дури сме исклучени како организации кои што се најмногу запознаени со оваа проблематика и од таа Дали вие сте ги дебата. канеле на дебати? Дали вие сте сакале Апсолутно, да ја подадете да. раката кон нив и тие не доаѓаат? Да, и затоа имам докази. Ѓурчев, дали сега, како опозиција, би влегле во една ваква дебата, би прифатила покана на Цветковиќ и активистите за правата на ЛГБТ заедницата и дали, пак ќе ве прашам, разговорот не значи менување на вашата идеологија. Меѓутоа, разговорот за брак не значи и дека треба да се плашиме од истополов брак. Знаете што значи? Ние имаме конзистентен став кој што е уште подкрепен од 2007 година со конгресна доктрина на ВМРО ДПМН. Тоа што сите други партии влегуваат во некои еквилибристики, вербални гимнастики и така натаму, кои што имаат силни противречности помеѓу себе, тоа треба да го издебатираат. Ме разбирате, затоа што имаме проблем овде што овој омнибус кој што го направи СДСМ е собир против, во ред против ВМРО ДПМН, но не знаат зашто се. Затоа што од разни поводи е гласано, на секој му е ветено сето што сака да го чуе и таа климава коалиција која што е лепена со предизборен инженеринг, со постизборен инженеринг, сега се распаѓа. Затоа што е премногу противречна, затоа што дадени се ветувања кои што не можат да се исполнат. Од друга страна, не мислам дека е хомофобично ако во Македонија во учебниците имаме, не знам, во прво, второ одделение или деца во градинка кажат има мајка и татко или семејствата имаат баба и дедо. Ама што семејствата кои немаат мајка и татко? Или деца вемо, или деца ама зборувате на памет. Не го пишува тоа во учебниците, пишува дека хомосексуалниците се психотични, невротични личности. Ве молам, значи може да довршам. Не, ама изразувајте се како што треба. Тоа го пишува во учебниците. Ве молам. Значи, зборуваме дека одеднаш се создава една атмосфера во која што
луѓето кои што сметат, кои што се приврзани кон традиционалните вредности, луѓето кои што се приврзани кон традиционалниот брак, луѓето кои што ги негуваат семејните вредности, одеднаш стануваат објект на кој што треба да му се импутира некаква омраза, зборови кои што не ги заслужуваат и едноставно се става, знаете, тоа е. Ќе ви дадам една минута, само видете. Ѓорчев, давањето на нечие право не значи одземање на некое друго право. А ако некоја семејство има два родители, некоја дете има само еден родител. Апсолутно, значи има непознат родител. Самохраните родители се големи херои, значи апсолутно тоа се луѓе кои што треба да им честитаме да ги почитуваме. И вие имате деца, не знам дали стигнале до тој предмет кај што се назначени овие примери, веќе ви каже Светковиќ, и не знам колку ќе бидете срекни така да бидат воспитувани вашите деца и повелете со примерите, Светковиќ. Значи, еден од примерите е дека хомосексуалците се психотични, невротични личности, дека тоа е болест. Извинете, дури дотаму одат учебниците, што во учебник по психијатрија на медицински факултет учи студенти, доктори идни, на погрешни работи, истите тие доктори, психијатри утре може да изгубат лиценца ако го применат. Тој учебник кажува дека хомосексуалноста е болест, иако 27 години помина од кога Светска здравствена организација ја тргна хомосексуалноста од расстройство, а од 73-та Американската асоциација на психијатри. 2013 и 2014 некаде овој учебник е променет. Ние имаме генерации и генерации доктори кои што излегуваат од медицинскиот факултет, кои што погрешно се учени. И не е само прашање на што вие мислите, јас сум против дискриминација и слично. Видовме, вие сте одлични сте вие кога сте надвор, кога сте во студио на телевизија, кога сте на меѓународни собери. Јас знам, многу добро знам, кажувам, доктрината на ВМРО ДПМН е многу внимателно сум ја прочитала. Вие не сте ги читале нашите извешти, тоа ми е криво. Може само еден краток одговор. Да, добро, продолжи. Ја не ве прекинувам, вие ме прекинувате. И во таа смисла, она што еден политичар го говори, реперкусиите, вие во вашите пратенички фотели нема да ги почувствувате. Јас знам, вие живеете удобно, вие сте привилегиран, бел, маж, пратеник, богат и слично. Знаете кој ги чувствува вашите зборови како стап по грбот? Оние кои немаат вашата привилегија. Оние деца кои што одат во училиште и се тресат дента што ќе им кажат другарчињата. Оние деца кои што немаат кај да се пожалат затоа што се нарекувани женско петле во училиште. Оние деца кои што на 15 години размислуваат на самоубиство. Оние мајки кои што редовно секој ден ми се јавуваат на телефон и ми велат: јас Ирена те знам од телевизија, помогни, им имам дете, не знам што му е, што ќе правиме, како ќе живее овдека, дај да го избуткаме негде да го пратиме надвор. Вие истеравте армија на луѓе надвор од државата, затоа што тие не се чувствуваа посакувани во својот дом. Дека постоеше случај на барање на азил са добија неколку луѓе азил, четворица ја знам. Може да одговорам. Заради немање услови за живот, како? Може да одговорам. Да, само по тоа да има само ако може без без прекинување. Значи, една работа ви кажам. Господин Цветковиќ, вие имате своји политички убедувања, имате нова влада, имате нови министерства, стигна животот, стигна слободата, сите ќе бидат вработени, ќе се вратат иселените. Еве тука се тие. Значи, ако не е коректно и не е во ред, сета лутина, сите приговори, се што имате да забележите, секој проблем што сте го детектирале, да го наметнувате на друга гарнитура, мене лично или било кој друг. Јас во животот сум се обидел да бидам максимално коректен спрема секого, да бидам инклузивен, да подадам рак. Дали сум бил совршен, не знам, Господ тоа ќе го каже. Но не е во ред да насапувате со таков речник, со такви епитети. Би сакал нешто друго да кажам. Не е коректно на огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, кои што имаат верба во традиционалниот брак, кои што се приврзани кон вредностите на нашите баби и дедовци, кои што ги почитуваат семејните вредности. Одеднаш да им се наметнува сето тоа. Ова би се, значи, и друга работа. Добро, одговорите на господинот Менуловски, ве молам. Навистина ритко се вклучува во реплики. Уште една работа. Ве молам конкретно. Уште една работа би сакал да кажам. Значи, она што беше пред малце кажано, а тоа е дека своевремено во Република Македонија, во време на комунизмот, хомосексуалноста за жал
и неправедно била сметана како болест, казнива и така натаму, тоа е остаток од комунистичкиот Добро, сега режим. ми ги А во доведете. Македонија, ве молам, во Македонија според статут, според документ, СДСМ е наследник на комунистичката Добро, сега партија вие и знаете на како, имотот на секогаш кој комунистичката има ваква партија. дебата, се враќате многу назад. Одговорете му на многу господинот назад, Мановски дали со оваа дебата ќе бидат загрозени браковите помеѓу маж и жена. Тоа треба господинот Мановски да го Па не, разговара. вие велите дека не е во ред да се отвора дебата. Мислам, со што би биле Извинете, загрозени само малку. луѓето? Зашто ја многу го ценам као човек и не сакам да му се противам, али едно знам, јас сум хетеросексуалец, имам 2 сина, 1 черка и 7 внучи. И ја имам, се бавам со некои бизнеси со згради таму. Имам хомосексуалци по големиот дел. Јас сум страшно задоволен со нивниот живот. Чисти, паметни, работни. Тие не ме загрозуваат мене као хетеросексуалец. Апсолутно. Живееме во иста зграда. Тој ќе за мене ќе викат, хај мистер Манеловски. И ако мој син го гледам, тоа апсолутно не те загрозуваат хетеросексуалците. И не би требало да ја загрозуваат. И хетеросексуалците треба да се радуваат да и хомосексуалците добија права. Треба да се радуваат. Зашто да се криет, зашто да се криет еден младич или една девојка што биле хомосексуалци? Гревот од Господа. Ја би сакал клубовите да се отворат хомосексуалци, да се собираат тие луѓе, да се радуваат, да пеат заедно. Ами не, јас сум хетеросексуалец и ја живам во една чаура од некој татко, мајка, син и черка. Добро, биди ти тоа. Ја не те задирам, али пушти ме ја да бидам што сум. Туфегич, како вие, сепак ќе одам и на линија на ова што го вели Ѓурчев, ќе обезбедите кај луѓето кои што има традиционални вредности, негуваат се брак помеѓу маж и жена, нема да се предизвика вознемиреност или чувство на инфериорност, кога ќе почне дебатата за остварување на правата, и кога ќе дојде време да се дебатира можеби за истополови бракови. Значи, За да одговориме и на тоа прашање на Најпрвен- луѓето кои што можеби ќе не осуда за тоа што дебатираме на овој начин. Најпрвен сакам да кажам нешто, а тоа е дека навистина многу ме радува што веројатно историски во 25 години независна Македонија најстариот, највозрасниот, да бидам коректна, пратеник во Собранието на Република Македонија отворено говори за овие теми во ова општество. И тоа е нешто што не знам зошто и од другата страна би се дочекало на нож, дури во рамките на самата политичка партија или во било која политичка партија. Ако ние говориме, и тоа е нешто што претходно било непознато и сега допрва треба да го враќаме во контекст на вашето прашање. А тоа е, ако се отвара дебата дополнително и понатаму ако одиме, ако се дадат права, тоа јас не знам во кој тоа свет значи давање на човекови права, кои што по устав им следуваат, зборувам овде за дискриминација, понатаму и дебата која ќе се отвара кога ќе ја побараат самите заедници. Значи, ние мораме да ги слушаме граѓаните, кога самите граѓани ќе го побараат тоа од нас, да дебатираме околу нивно барање по однос на брачна еднаквост, тогаш да се отвори таа дебата. Меѓутоа, давање на одредени права не значи по дефолт одземање на туги права. Јас не знам, на вас ќе ви ја земат сопругата ако дозволиме истополови. Сакав да ја прашам Ако отвориме дебата за истополови бракови, дали по дефолт вашиот брак ќе се распадне? Сакав да ја прашам нешто. Дали сметате дека истополовите бракови треба да постојуваат деца? Јас лично дали сме, јас го искажав својот став во повеќе навреди. Кажете го. Може да го повторите? Тоа е мој личен став. Дали хомосексуалните двојки треба да постојуваат деца? Значи, кој е вашето мислење? Ѓурчев, Кој е вашето мислење? Тоа е мој личен став. Јас го искажав јавно. Мојот личен став е позитивен по однос на сите прашања кои што се отворени за ЛГБТ заедницата. И тие прашања, Ѓурчев, вие многу добро знаете, само одговара да манипулирате. Не се отворени кај нас.
и не се отворени од Значи, наша запослениот дали деци. туку се отворени мирите јавноста од доколку дискриминација. од Апсолутно. сегашната влада има личен став таков различен од Закири, па кој имаше сосема спротивен став. Ако ги ставиме двете работи сега вака на вага, не знам кој ќе превагне. Меѓутоа, дали да се плашат од на Закири ставот или да се плашат евентуално на Туфегич ставот кој што можеби ќе каже дека прифаќа такво нешто. Ме разбирате? Значи, нашиот став како ВМРО ДПМН е прилично центристички. Нашиот став е прилично Тогаш нема коинцидира зашто и да ја кореспондира испрашувате па на овој со начин. мислењето на огромното мнозинство на граѓани на Република Што Македонија. нема Значи, повеќе. против било каква дискриминација, истовремено бракот го поимаме како заедница помеѓу еден маж и една жена и во делот на Во посвојањето ред, на нема да деца со дебатираме никогаш. Ја не мислам дека сите така мислат. И истовремено во ДУИ би требало да се отвори таа дебата и да го чуеме мислењето на неформите. Значи, Во да го ВМРО чуеме, ДПМН дали да има го различни чуеме мислења? мислењето на Бујар Османи, да го чуеме мислењето на Хазби Лика, да го чуеме мислењето добро, мислењето може да биде, ама граначалникот на стварноста не може Гостивар, да менја. граначалникот на Не, Тет. дали во вашата Тетови партија така. мислите дека нема да има ниту еден Значи, различен став? На Диме Спасов и на дека други, речеме, ВМРО ваши ДПМН, членови? знаете како е, голема партија има секакви ставови Сигурно би за имало и многу друг став. различни прашања. Така што во тој дел ние сме покажале прилично голема и демократичност и конзистентност. Проблемот е само проблемот е што од една страна имаме напукнување на таа голема коалиција, имаме апсолутно ситуација каде што никој веќе не знае кој зашто е, сите се против ВМРО, еве ВМРО е во опозиција во ред. Но И уште едно знам. ВМРО со гаранција да и цедам сега, ќе најдам едно 10 хомосексуалци. Прекрасни луѓе, интелигентни, чисти, добри. 100%, а имаат страв да го речат тоа. Тоа го велам као 1-1-2. Зашто да се крие тој? Мене ми е жал зашто се крие тој. Зашто да не излезе да рече јас сум хомосексуалец и се поносувам со тоа. И тоа што рече колешката, жената твоја нема да ја земат, сигурно да ја повредат затоа што си ВМРО. Не. Нема да задрат никого. Хомосексуалците треба да им се дадат права луѓе. Пробудете се. Ѓорче, што доколку некој од вашата партија се изјасни дека е хомосексуалец? ќе продолжи да биде член на ВМРО ДПМН, затоа Што што доколку тоа е сака да влезе во оваа дебата, сака да дебатира за своите права? Добродојдени се различни мислења. ВМРО ДПМН е партија во која што имаме луѓе со различни убедувања, со различни животни стилови. ВМРО ДПМН е партија која што има 170.000 членови. Значи проблемот е овде, уште еднаш ќе ви речам, што во ДУИ ние не ги слушаме мислењата на оние кои што навистина ги носат одлуките и оние кои што, значи да видиме кое е мислењето на покажале ДУИ. капацитети за отвореност во рете, во партијата, да. многу нешто. Во СДСМ не може да се договорат кој е нивниот став. А зар е важно? Подпредседател, Пиратовски втор го човек кажа на ставот на СДСМ, дека партијата. не е Значи, тој став на СДСМ што го кажува за Кири. она што мислам дека во моментов СДСМ не покажува капацитет за различни мислења е отворениот говор на омраза спрема муслиманските верници. Значи имаме ситуација, внимавајте, каде што се стигматизираат луѓето затоа што веруваат во куреност, се стигматизираат луѓето затоа што имаат дома жена Вие ова го покриена велите апропо дебатата што се отвори по коментарот на Закири. Туде ги повелете затоа што ве молам. Тоа е, значи ако зборуваме за говор на омраза, овие денови за жал гледаме жесток говор на омраза од истакнати членови на СДСМ и истакнати активисти на шерената револуција спрема луѓето од муслиманска вероисповест, но истовремено и спрема луѓето од христијанска Јас вероисповест. сакам само две работи да кажам. Прво, тоа што Ѓорчев го коментира како некаков си распад на коалицијата, па продолжува, вели, различни мислења имаме ние во ВМРО ДПМН, се вика демократија. Не можеме сите исто да мислиме. Дури кога Добре, сме тој дел каже од дека иста ќе коалиција. имаат отвореност кон хомосексуалците во нивната Ма партија. не можеме ние сите исто да мислиме. И ова не се работи за дебата во политичките партии. Се работи за отварање на дебата најпрвин со заедниците. Значи заедницата која што е чинител, односно е популацијата. Ние мораме со нив да разговараме. Не може упорно да си разговараме самите со себе си. Тоа е неприфатливо. Па луѓе, не треба ни се извини. Ова е право што треба да го имаат луѓето. Да, меѓутоа, знаете што, вие сте во Америка, само мора да разберете дека овдешниот менталитет мора да помине низ една јавна дебата. Па да го пушиме тој менталитет. Јас помине јавната дебата. Ние, она на што ние работиме, не е само да донесеме закони. 1000 закони можеме да донесеме.
а ние се уште да останеме хомофобично општество. Затоа велам дека Всушност, треба такви менталитетот земји да се има и менува. во самата Европска унија, кој што имаат одлична легислатива, а голем проблем. Но прашањето е како? Како ќе еманципирате? Еве, кажа претедникот Ѓорчев во однос на традиционалните, тој верува во традиционалните семејни вредности и така натаму. Се додека се користи прашањето за геј бракови, како закана за семејните вредности, вие ќе имате луѓе кои што несвесно ќе сакат да го одбранат нешто што не им е ни загрозено. Уште еднаш ќе повторам претедникот Ѓорчев. Нашите животи се загрозени, не вашите бракови. И тоа е факт. Да видиме какви се, извинете, легислативите во земјите на Европската унија, затоа што ги споменавте, во кои земји се дозволени геј бракови. Имаше неодамна еден напис каде што партнерот на премиерот на Луксембург, на пример, се фотографираше со сопругите на останатите премиери и тоа воопшто не беше чудно, ниту беше негативно критикувано, а беше доста популарно. Па да видиме. Во 22 земји во светот на вечна љубов пред законот може да се заколнат и партнери од ист пол. Освен во далечните Нов Зеланд, Мексико, Аргентина, Бразил, САД, Колумбија, Уругвај. На европско тло истополовите бракови се легализирани во Шпанија, Франција, Велика Британија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Ирска, Луксембург, Португалија. Различни видови на цивилни партнерства или регистрирани партнерства има во 20 на земји во светот. Најблиску до нас се Словенија и Хрватска. Пред 2 години медиумите објавија дека 2 македонки се регистрирале во Осијек, но тие и сите по нив барале дискреција. Истополови партнерства се склучуваат и во Австралија, Чешка, Италија, Швајцарија, Грција, Германија, Унгарија, Чиле, Коста Рика, Израел, Еквадор, Кипар. Во речи се сите земји што дозволуваат хомосексуални бракови, партнерите може да посвојат и дете, со малбројни исклучоци на земји и на територии. Во 10 земји хомосексуалците се соочуваат со смртна казна, а во 65 држави хомосексуалноста е нелегална и се казнува со затвор до 15 години, но и до животна пресуда. Сликата што го обиколи светот пред 2 месеца беше онаа од самитот на НАТО во Брисел, каде меѓу сопругите на лидерите беше и сопругот на премиерот на Луксембург, Ксавие Бетел. Минатиот месец Ирска го доби првиот геј премиер, а не одамна. На чело на Србија застана премиерката Ана Брнабич, прв лидер на Балканот која јавно се декларира дека е хомосексуалец. Во завршница на оваа дебата да ги видиме и ставовите на луѓето кои се на социјалните мрежи. Ова прашање на вистина побуди интерес, па еве што велат луѓето кога ги поставивме прашањето околу маргинализација и стереотипите во Македонија во однос на хомофобијата или правата на ЛГБТ заедницата. Зошто во Македонија доминираат стереотипите кон ЛГБТ заедницата? Дали сме заробеници на конзервативни политички и религиски догми? Побаравме коментар на социјалните мрежи. Дали би прифатиле легализација на истополови бракови или партнерства? Герасим Андоновски на Facebook напиша: стереотипите постојат затоа што народот не е информиран што точно се бара како законска заштита на некои групи и зошто тие се викаат маргинализирани. Според Бојан Петровски, за ова прашање најпаметно е да има референдум, но без разлика на исходот треба да се елиминираат предрасудите по секој основ од нашето општество. Спротивен став има Катерина Спасовска. Таа напиша: на референдум ова никогаш нема да пројде во Македонија. Ако уставот гарантира права за сите граѓани, не гледам зошто на хомосексуалните заедници тие права да им сеускратени, кога и тие се граѓани. Зошто треба да добијат дозвола од другарите кои мислат дека имаат поголемо морално право да им кажуваат со кого може да стапат во брак. Игор Војновски смета дека истополовите бракови треба да се легализираат. Многу од тие што се против, всушност не се ни свесни зошто се бара тоа и со какви правни пречки се среќаваат хомосексуалните парови. Земањето заеднички кредит како семејство, наследување на имот или плата во случај на смрт на еден од партнерите, посета во болница кај сопруг, сопруга и слични работи кои сите ги перцепираат како нешто сосем нормално, на овие луѓе им сеускратени. Социјалните мрежи се чинат како создадени за негативни коментари. Па така, многумина не ги криеа своите остри стравови за ЛГБТ заедницата. Кази Мајдаровски на Facebook напиша: овде на овие простори таквиот изопачен и поган сој нема да го прифатиме. Ако некој се дрзне од политичарите да го стори тоа, нема да заврши на добро. Твитерашот каков крај напиша: сами сакаат да се делат од општеството со маршови, прајдови, посебни културни настани и слични чуда. Како и за многу други прашања, така и за ова, коментарите се поделени. Едни сметаат дека истополовите бракови никогаш не смеат да постојат, а други пак дека треба се прифатат како нова реалност.
Цветковиќ имаше тука еден од луѓето вели и тие пак самите се делат со маршови, паради и слично. Сега едно обратно прашање, колку и да ме осудите за прашањево, дали има впечатоци дека пак оваа лоби група, да речеме, на ЛГБТ заедницата, самата заедница премногу се наметнува, да речеме, премногу сакајки да ги оствори своите права, има и истапување од одредени поединци и предизвикување можеби на некои негативни контексти. Значи, ајде да зборуваме малце еве како ве доживуваат оние што се хомофобични и оние кои што не ги сакаат, меѓутоа дали пак има провокации од другата страна, затоа што ова борба е мачна, не може да се направи преку ноќ, меѓутоа веројатно за ваква тешка борба потребна е и стратегија. Отстапувањето на поединци нема да ја донесе победата, а има такви случаи. Мислам дека има две состојби. Едната се вика во плакар, а другата се вика надвор од плакарот и во јавна сфера. Тоа што некои луѓе го сметаат за натурање е храброста на луѓето да излезат од својот плакар, од своите 4 зида и да живеат онака како што сакаат. Немојте да мислите дека хетеросексуалците не доминираат и не парадираат со својата сексуалност. Еве, конечно, не знам, пратеникот кога се женеше, во сите весници беше објавена сликата од него и неговата супруга, иако не ми е другар, ја знам колку деца има, како му се викат, кога му се родија, кога се женеше, лично не се познаваме, тој не знае ништо за мене, например. Може би кажам нешто дека знам. Сега еднаш пред некоја година јас случајно влегов во игротека кај што вие бевте на роден ден, погрешка добар ден, имавте керк, мислам дека вашата керка и мојата керка се слични по години, така? Во таа смисла за нас никој не објавува во весници, со дете и слично, но голем дел од заедницата не може да, ќе носите бурма, па некој ќе знае дека сте во хетеросексуален брак и слично. Така што состојбата се биде надвор од плакарот е во најмала рака право на секој. Исто така, прашајте се колку шетаме сите по јавни простори, колку геј парови сте виделе да се држат за рака, да се бакнат во јавност, а колку хетеросексуални парови го имаат тоа право. Се сеќавам на една реплика на една уметница која што вели, вие тоа можете да го правите со затворени очи, алудирајќи на бакнежот, дека геј паровите никогаш не можат да се бакнат со затворени очи, затоа што секогаш мора едно толку да му шета, да него... Цветковиќ, извинете што ќе ве прекинам, ќе се надоврзам на прашањето на Мануиловски кој го праша, па и директно Ѓорчев дали имаат во своите редови дека има тој констатира. Што со тие луѓе кои се во политиката, кои се decision makeri, кои што се скриени во плакарот, а всушност можат нешто да направат за заедницата, кои се распоредени во сите политички партии и можат директно со вас да разговараат, а не сакаат. Кои што се, и вие може би ги знаете прекјутно по име кои се тие, меѓутоа ништо не прават за да се смени општеството. Мислам дека тие примери се полоши отколку може би овие регуларните хетеросексуалци на кои што треба да им се објасни што мислам дека за човековите права треба да зборуваат луѓе. Јас немам проблем да слушам и пратеник и пратеник мажи пратеници да зборуваат за женски права, исто како што немам проблем кога ние ќе зборуваме за геј права. Во таа смисла не би одела да кажувам, иако нормално мала средина сме, знаеме некои работи, не би одела со насилно аутирање на луѓе во политиката, тие имаат право да одлучат дали ќе споделат сопствената сексуална ориентација или не. Но фактот дека немаме ниту еден јавно деклариран хомосексуалец политичар доволно говори за тоа во какво општество живееме. Апсолутно. Туфегич, во однос на сето она што го набројавме вечерва и сега јас навистина велам дека кон вас е целата работа што вие ќе направите како власт за исполнување на она што го држите во рација, тоа е уставот, меѓутоа и програмата, што доколку се случи различни мислења како што се овие на Закири, дури од оние што требува да го спроведат, или сте цврсто решени дека она што го има во програмата ќе го... Како ќе внесете доверба на заедницата дека нема да има вакви испади? Знаете како е личен став, може би да се искажете дома, ама сепак сте политичари кои треба да исполните агендата. Разбирам, затоа и во неколку наврати му одговорив на Ѓорчев личен став. Тоа не значи дека во мојата јавна служба јас дали ќе стигнам да го лобирам или ќе го гласам или слично. Извинете, го видовте ли вие ставот на Закири 2015 година во врска со ова прашање? Не. Значи, погледнете го.
Погледнете го со кои зборови, со кои епитети, со кој речник. Погледнете го и покрај тоа што го има тој став, вие го гласавте за подпредседател пред некоја недела. Јас не сум гласала никого за подпредседател. Второ, јас навистина, колега Ѓурчев, очекувам од вас во дебатава, барем на неколку минути пред крајот, да се служите со аргументи наместо со лични напади, дисквалификации. Навистина, мислам дека е корисно да излеземе од политиканство и зборуваме овде за човекови права на луѓето. Затоа не можеме да... Добро, кои се приоритетите? Приоритет е апсолутно во делот едно општество за сите, спаѓа и недискриминацијата. И тука верувам дека и побарање и на заедницата, дека првиот чекор ќе биде промена на законот за дискриминација и понатаму во тој закон за дискриминација има и многу други облици, меѓутоа и создавање понатаму на систем кој што ќе ги штити граѓаните од дискриминација без разлика по кој основ. Ѓорчев, дали ќе учествувате како партија во таа дебата? Кои се вашите ставови и што доколку има клима за гласање на закони за промена прво на законот за дискриминација, потоа како што вели вашата колешка етапно да се оди кон остварување на правата на оваа заедница? Треба да видиме што е понудено. Значи треба да видиме и која е траекторијата која што му се нуди на општество и треба да се праша ова општество, овие граѓани каква сакаат да биде Македонија, какво општество треба да биде Македонија, затоа што, како што реков, огромното мнозинство на граѓани се приврзани кон традиционалните вредности, кон традиционалниот брак, кон семејните вредности. Велите на референдум треба, како што вели човекот од блогот? И не е коректно, не е во ред да им се набива чувство на вина на луѓето кои што сметаат така, кои што имаат таков сведоглед, кои што имаат такви гледања, кои што не загрозуваат некого или не знам, не стигматизираат било кого. Како тие луѓе ќе ги натераме да им подадат рака на оние што се различни од нив? Значи, ние треба да се подадеме рака во сите делови каде што сме различни, без разлика, значи дали зборуваме за односи помеѓу националности, верски групи, регионална припадност и така натаму и така натаму. Значи Македонија треба да биде општество без дискриминација и истовремено би сакал да упатам порака дека не е коректно кога зборуваме и не соодветствува на вистината, кога цело време се иде со една стереотипизација спрема ова општество и спрема овие граѓани, каде што Македонија се прогласува за нетолерантна средина, дека Македонија е фобична средина, дека Македонија е зандана и така натаму и така натаму. Значи, не, напротив, мислам дека Македонија е општество во кое што со векови ги почитуваме различностите, мислам дека е Македонија општество на толеранција и дека граѓаните на Македонија на многу начини, во многу ситуации покажале дека се толерантни. Не заслужуваат огромното мнозинство на граѓани на Македонија, без разлика на кој етникум или вера припаѓаат, да едноставно бидат ставени на столбот на срамот или дека одеднаш се нетолерантни, фобични или така натаму и така натаму. Се работи за остварување на човекови права и се надевам дека тука ќе најдете консензус. Маноиловски, вие сте највозрасниот пратен, ќе му државте лекција, може да се каже на вашите колеги. Меѓутоа, како имавте средба со 3 амбасади, рековте денеска, значи ова добива и нека меѓународна димензија. Меѓутоа, јас сум скептик колку вие прво луѓето, пратениците од вашата партија ќе ги убедите да гласаат нешто различно од она до сега што го спроведувале во политика. Да не забораваме дека Дуи беше во коалиција со ВМРО ДПМН, па ништо не смени во однос на законот за дискриминација и во добивање на други права. Што се тиче мене, моето мислење, за мене сите партии се исти. Тие тоа го знаат. За сите за мене се апсолутно исти со различито мислење. И сите ги сакам со све срце, тоа го реков и ќе го речам. И апсолутно немам намера да објаснам на ниеден од партиите зашто го реков ово. Тоа е моје мислење. И тоа ќе го држам ја без обзира тие сакале или не сакале. Апсолутно не дискутирам. Ми предоа некој мало да ми рече неколку зборови. Али бев појќе груб него што можам да бидам. Не прифаќате. Со други зборови реков да се изгубиш од пројмојче. Со други зборови, овие работи треба се расчитат луѓе. Националност, сексуална припадност. Да се расчистат. Знам, ти си во право. Друга мислат, другачие традиција, ово на пустите традиции на страна.
Так. Верувам овој оптимизам ќе го имаат и вашите колеги. Ви благодарам на сите што бевте дел од оваа дебата и повторно ќе кажам дека ретко се случува да дебатираме на овие теми и драго ми е што денеска дебатиравме и за човекови права и за работи што навистина ги засегаат граѓаните и вам почитувани гледачи ви благодарам што бевте со нас од топ тема на ваша страна. Останете со Телма.